заврши еден успешен проект. Кој е поред и какви впечатоци имате од него? Така. Кој е поред, сигурно не можам сега во моментот да кажам, бидејќи до сега реализиравме многу проекти со кои што сакавме воопшто да подигнеме свеста за постоењето на лицата со попреченост. Меѓутоа во последно време како организација ве работиме и во подигнување на свеста колку треба да се мотивираат и да се ватат од дома и повозрастните лица, односно лицата кои што се веќе пензионери и се наоѓаат во своите домови. Проектот е Центар за социјална инклузија Together, односно на наши на македонски заедно, каде што првично идејата ни беше да ги споиме возрастните лица кои што се пензионери од нашиот град, заедно со лицата со попреченост да се дружат на одредени работилници, на одредени активности во природа, на екскурзии, на кампување, на летување и така натаму. Проектот беше осмислен првенствено да помага на овие две категории на граѓани, меѓутоа увидовме дека голема е потребата од вклучувањето и на учениците од основното образование и во тој процес ги вклучивме учениците од основното општинско училиште Свети Кирил и Методи, кои што се наши веќе долгогодишни волонтери и помагаат во нашата организација, и секако ги вклучивме учениците од средното образование преку средното општинско училиште Димитрија Чуповски. Во процесот на реализација на овој проект беа осмислени 60 работилници, по 10 од ликовни работилници, грнчарски работилници, хортикултурни, за животни вештини и мотивација, спортски и грнчарски работилници имавме. Така да во период од една година ги реализиравме овие работилници, секој ментор поединечно, бидејќи имавме ментори за овие работилници, оставивме самите да се потрудат да си направат своја програма како ќе се реализираат работилниците и навистина покажавме дека има потреба од такво нешто. Лицата со попреченост и старите лица имаат потреба да другаруваат, да се запознаваат, да си помагаат, и вие видовте денес дека какви беа исказите на членовите од Сдруженијето на пензионери на град Велес. Тие веќе толку многу се споија со оваа категорија наша за која што ние ревностно се бориме и работиме, односно за лицата со попреченост, што едноставно функционираме како едно големо семејство. Се надеваме дека проектот во иднина ќе продолжи да ни живее. Овој период од една година беше поддржан од UNDP преку програмата за регионална демократија, РЕЛОАД програмата, и секако финансиски беше поддржан проектот од Европската унија и општина Велес. Се надевам дека општина Велес и понатаму ќе дава можности да се развива, да се дообликува, а секако од соработката со UNDP и нивните контакти кои што ги имаме ние постојано со нив, јас им кажав дека навистина проектот има потреба да живее и во иднина дури и да има потреба да се реплицира и во други општини, бидејќи на сите граѓани им е потребна и рекреација, и релаксација, и дружба, и поддршка, а овој проект баш токму тоа го нуди.